Јани Макрадули во негов познат стил, меѓутоа тоа се изборува само за него. Вршеше овде повеќе циркус отколку говор во врска со еден амандман поднесен од нивна страна, со кој што апсолутно се менува целиот концепт на закон. Јас го делам мислењето со мојот колега Павле Саздов, дека можеби, како добар електроинженер и познавач на новата техника и технологија, колегата Јани Макрадули требаше да ни објасни или да предложи одреден амандман кој што би се однесувал на подобрување на текстот. Па дали сликите ќе бидат во 2D, 3D и така натаму, јас сум технолог по струка, значи прехрана не е моја област, меѓутоа тој како електроинженер можеше да даде навистина допринос во овој нов закон, поточно во членот 7 со амандманско решение. Инаку најлесно е да поднесете амандман во кој велите членот 7 се брише. И шо понатаму, која е опцијата? Меѓутоа сега да бидеме сериозни, бидејќи ова беше несериозно, колку што беше несериозен и господинот Јани Макрадули, очигледно тоа е се уште го држи посетата на куќите, нели, на активистите на ВМРО ДПМН во Ново село, или она што му го дадоа за вечер или за ручек. Значи, знае господинот Јани. Сакам да кажеме на работа. Значи, сакам да кажеме на работа дека со овој закон се има за цел да се сменат одредени навики кај луѓето. Ние го имаме примерот во Струмица, тука и колегата Панче Орцев, кој што можеби најдобро знае за нашите луѓе гастарбајтери од западноевропските земји, кои што кога доаѓаа со годините наназад, нели ти обично си доаѓаат летото по еден месец, претежно месец август, самите кажуваат дека кога доаѓаат во Струмица или во нивните населени места и така натаму, се однесуваат така како што се однесуваме ние. Порано. Значи, да се фрли отпушок, да се фрли хартија, да не се пази на сметот и така натаму. Меѓутоа, истите тие, кои што тоа го прават, затоа што имал таков амбиент и некој дозволувал тоа да се прави, самите истите тие велеа дека тоа, например, за Швајцарија, Германија, Италија и така натаму е нешто незамисливо. Зошто? Затоа што таму се поставил систем. Меѓутоа, тој систем не е воспоставен врз основа на доброволна база. Тој систем е воспоставен врз основа на казни. Поточно, санкции. Дали е тоа парична, дали е општокорисна работа и така натаму. Го кажа колегата примерот да не се повторувам. Значи, Канада тоа го направила, веројатно тој знае, затоа што 10 години живеел во Канада, јас не знам, меѓутоа му верувам, пред 40 години воспоставила таков систем. И тогаш казната била, нели, половина плата. Сега можеби е тоа ништо пари во однос на просечната плата во Канада. Меѓутоа пак сега никој не се не осмелува тоа да го прави. Затоа што тие веќе нови генерации пораснале во еден друг систем. И сега, дали ние сакаме да го смениме системот на функционирање и менталниот склоп кај луѓето во смисол на заштита на животна средина, околина и така натаму, или сакаме да продолжиме да си тераме по старо? Значи, јас себе сакам да го слушам ставот на, бидејќи господинот Јани Макрадули е и висок политички нели има висока политичка функција во Социјалдемократскиот сојуз и е подпредседател на Собранието, е од него сакам да го слушам ставот, кој е ставот на Социјалдемократски, кој е концептот воопшто, дали имаат концепт. Значи, најлесно е тоа колега Борче Ставро да се избрише членот 7. Меѓутоа што понатаму? Дали тоа значи дека вие ги охрабрувате луѓето да фрлат од пушоци на улица? Или пак господинот Јани Макрадули ги охрабрува младите деца од центар да прават одредени нереди, за кои што тие би оделе на општокорисна работа, како што тој на времето одел на акции со неговиот другар Ставрицки. И сега тука ќе правиме ние приказки. Значи, дали е тоа ваш концепт?
Ајде кажете, Социјалдемократскиот сојуз е против ова законско решение, затоа што ние мислиме дека треба да има смет на секаде по улиците. Затоа што ние сметаме дека од пушоците кога се движат нашите мали деца не сметат на никого. Ние не слушнавме концепт од ваша страна. И затоа јас реков дека вие како електроинженер можеби бевте овде најповикан да дадете со одредено амандманско решение да реагирате во членот 7, па да кажете дали можеби техниката напреднала во меѓувреме. А не тука да спомнувате одредени фирми со кои што веројатно ви се во подсвест очигледно само тендерите и матните бизнес делки. И не е добро, значи прво е несериозно од ваша страна да се прави циркус од законско решение кое што нема да ги реши проблемите во државата. И тоа ние го знаеме. Можеби заради таквиот начин на размислување екологијата е нешто на кое што е на последно место во свеста на сите граѓани. Меѓутоа, некаде ние треба да почнеме. Ние мораме да ги воспоставиме значи ова држава на здрави темели. Значи мора луѓето да размислуваат дека и екологијата е дел од секојдневниот живот, дека и јавната чистота е дел од секојдневниот живот, дека јавната чистота на крајот зборува и за секој човек, лично, меѓутоа и за нас како држава. Сите имаме шетано по странски земји и знаеме дека во кои држави може да се сретне смет на секој метар, а во кои држави тоа и не е ни поимливо. Па јас, за разлика од вас, господине Јани Макардули, како стар ударник, не планирам да живеам во таква држава и затоа не го прифаќам ова законско решение. А ако вие со вашите циркуси овде ги охрабрувате луѓето да прават работни акции со цел тоа било нешто како тренд во општина Центар и за потоа да воопшто не се појават таму, затоа што ги имавме примерите во Струмица, тоа господинот Пан Чорцев најдобро го знае. Јас знам двајца случаеви кога луѓе во Струмица казнати според овој закон, затоа што се блиски на Социјалдемократскиот сојуз, одат во комуналното предпријатие каде што господинот Пан Чорцев беше директор и му даваат потврда дека ја извршил општо корисната работа, меѓутоа некој што, бидејќи ние сме мало место и се знаеме секој до трето колено и по матичен број меѓу себе, знаеме кои се гласачи на ВМРО ДПМН, тие сега, и тоа со луѓе од ВМРО ДПМН, значи намерно поставени како бригадири, значи луѓе од ВМРО ДПМН се поставени како бригадири од таа страна, ги контролираат луѓето од ВМРО ДПМН. Јас сега знам дека овие 3 дена бевте во Струмица, меѓутоа тоа требало и да ви го објаснат. Исто така требало да ви го објаснат и оваа селективност и уцена за која што зборувавте и за околу легализацијата на дивоградбите, околу сите закони за кои што овде вие зборувате, тоа е исто пресликано во Струмица. Исто требало да ви објаснат и за тендерите, како, например, една улица од број 1 до 60 се дели на 3 тендери во ист ден подпишени до 5000 евра и замислете изненадување во Белград, Црвена звезда пак победи, ги добива синот на партнеричката Цветанка Иванова. Абе тоа не ви го кажа господине Макардули. Тоа е, например, концептот на вашиот најуспешен градоначелник. Ама такви ги има 65. 65 такви директни спогодби во изден. Сега дури ќе ги разобличиме ние криминалот, како што вие милувате да кажете. Затоа што до сега ги чувавме. Ама ова е јавен документ. Вие сте електроинженер, мераклија за интернет, одете на бирото за јавни набавки. Ке ви ги пуштам сега и фирмите да ги проверите. Па јавен документ се проверува и кој е собственик. Па немате ни срам. Барем дајте на некој комшија регистрирате фирмата. Кој ќе ви се буни? И навистина, може би, овде ќе прекратам затоа што треба да одиме на седмица.